Независно и професионално правосудство е клучно за европската еднина, но не можеме да зборуваме за реформи во правосудниот систем кога судиите и обвинителите имаат врзани раца. Во оваа емисија на Агенда 35 анализираме два извештаи на Државниот завод за ревизија кои што се однесуваат токму на капацитетите на судската власт и на јавните обвинителства. Клучно и за двата е што недостасува политичка воља за промени, а таа не може да биде предмет на ревизија. Имам интервју со главниот државен ревизор и анализа со експерти и нивни ставови. Останете со нас. Институционалниот капацитет на судската власт делумно се зајакнува, констатира Државниот завод за ревизија во својот извештај за работењето на судовите во периодот од 2016 до 2018 година. Државните ревизори имаат бројни забелешки за судската власт, која ја сочинуваат 27 основни и 4 апелациони судови, Врховниот, Управниот, Висшиот управен суд, Судскиот совет и Академијата за судии и јавни обвинители. Меѓу другото, ревизорите сметаат дека треба појасно да се разграничат надлежностите на одделни институции од судската власт преку доуредување на регулативата, потоа донесување на подзаконски акти кои што се во надлежност на Министерството за правда, а се уште не се донесени и покрај тоа што се поминати повеќе од 5 години од рокот за донесување. Доследна реализација на стратешките документи и приоритетите утврдени во нив, обезбедување на пари за судската власт согласно предвидениот законски лимит, кадровско зајакнување со судии и судски административни службеници, обновување на застарената опрема во функција на непречена и ефикасна реализација на надлежностите, како и унапредување на соработката и размената на информации и податоци меѓу судовите и други институции. А еден од главните проблеми за сите други проблеми се парите. Иако со Законот за судски буџет утврдено е за судството да се одвојуваат годишно по 0,8% од БДП, што би било еднакво на околу 80 милиони евра, овој лимит не е достигнат досега, што според ревизорите влијае на независноста на судскиот систем. Од 2016 година до лани овој процент варира од 0,31 до 0,34%, што не е ниту половина од предвиденото. Споредбата со европските земји исто така покажува дека земјава за судската власт одвојува помалку од останатите. Од даноците што ги плаќаат македонците, секој од нас одвојува само по 17 евра за функционирањето на судската власт, додека пак европскиот просек изнесува 98 евра по жител. Најблиску до нас е Бугарија со 42 евра по жител. Во Хрватска се одвојуваат по 50 евра по жител, додека во Словенија овој износ достигнува до 96 евра по жител. Владењето на правото е клучно и за граѓаните и за бизнис секторот, бидејќи треба да воспоставува ред на функционирање и за едните и за другите. Председателот на Советот на странски инвеститори во земјава, Штефан Петер, со кој што неодамна разговаравме на оваа тема, смета дека постои голем простор за подобрување на бизнис климата во овој сегмент. It is a fact that in the past months especially, but in the years, there was not really positive trust into this sector. There's also an index on that with the World Justice Project, where you can read that Macedonia is, I think, on the 50-something place out of 226 countries. That's not that bad, but you want to be on the top 10 places, of course. So I would say there is room for improvement. Actually, this is also what we as the Foreign Investors Council do. We try to improve the system. We issue every second year our white book, so-called white book, where on 120 pages we make recommendations about how to improve or how to make laws more transparent and clarify. So it is not that we say that we don't want to have this or that regulation or that law. No, of course not. That would not be an improvement. That would be just critics. We recommend with a clear voice where an improvement is needed and where clarification is needed. Mostly it's a clarification. We all want to comply with the law, but therefore we need to understand. На прашањето колку странските инвеститори се задоволни од реформите во правосудството, Петер вели: As a businessman, I always say I'm never satisfied because satisfaction leads to laziness and you should not get lazy. Yeah? So by that, I'm never completely satisfied. Yeah? I think the juridical system is also not satisfied because they are lacking this kind of money, which I said earlier, and by that they cannot pace up, cannot speed up the way they want. It is a process. North Macedonia is a young country and has to establish their administrative system properly. But we do have these problems in all countries about Europe.
Now, a good recommendation is, of course, since we are in the process of accessing the European Union, to follow most of these guidelines, but not to be too much stricter than necessary. These guidelines give a certain framework. They don't get into the laws too deeply, but it is a good advice always to be there closely, not to be stricter, because we don't need stricter laws than the European Union has. Како земја кандидат за членка на ЕУ, Македонија треба да ја усогласи законската регулатива на правосудниот систем со европската регулатива и меѓународните стандарди. Ревизорите потврдуваат дека се преземени активности за реализација на поставените приоритети во областа на владење на правото и сите измени кои се направени во законите од областа на судството се во насока на јакнење на институционалниот капацитет и имаат позитивно влијание врз независноста, непристрасноста и транспарентноста на правосудството. Јавното обвинителство во соработка со Министерството за правда и владата да продолжат со развој на административните ресурси за зајакнување на капацитетите за спроведување на реформираното кривично законодавство се препорачува во извештајот на Државниот завод за ревизија за работата на јавните обвинителства. Овие барања за реформи исто така се утврдени и во Националната програма за усвојување на правото, кој е сопфатен среднорочен документ кој ја дефинира динамиката на усвојување на правото на Европската Унија. Но според забелешките во ревизорскиот извештај, овие реформи очигледно се спроведуваат бавно, бидејќи недостасуваат основни работи кои влијаат на ефикасноста во работењето. Јавните обвинителства немаат доволно кадар, како од јавни обвинители, така и од службеници, па така само 30% од потребните работни места се исполнети. Недоволните финансиски средства исто така влијаат за навремено и непречено извршување на надлежностите. Истражните центри, преку кои е потребно унапредување на соработката на јавните обвинителства со другите инволвирани институции, исто така не функционираат. Адвокатката Натали Петровска и извршна директорка на коалицијата Сите за правично судење оценува дека годишниот буџет со кој што располага јавното обвинителство е недоволен за да може нивното оперативно работење да биде во полн капацитет. Од последниот ревизорски извештај испадна податок дека едно е она што они го бараат на годишно ниво, сосема друго е тоа што го добиваат како институција, односно работат со некој капацитет од 2/3 од буџетот кој што го предвидуваат. Што значи буџетските средства кои што се акомодирани во таа институција се недоволни за да можат да располагаат соодветно, да можат да работат, значи капацитетите да се зголемат и слично. Факт е дека во овој момент, значи, јавното обвинителство целиот буџет со кој што располага практично се распределува на плати и придонеси на вработените, а многу малку на останатите работи кои што се битни за да може обвинителството да има целосен оперативен капацитет и полна функционалност, како што впрочем беше и поранешното специјално јавно обвинителство. Се сеќавате таму колку многу средства беа алоцирани токму ради овие причини, истрагите кои што знаат да чинат многу пари, не само алоцирањето на средства на плати и придонеси на вработените, него точно и во истражните центри и во понатаму процесуирање на дела. Новиот закон за јавно обвинителство предвидува финансиските средства за јавните обвинителства да изнесуваат 0,4% од буџетот, но Петровска смета дека тоа е минимално зголемување од она што претходно било утврдено. Сметам дека дефинитивно неопходно е да се алоцираат многу повеќе финансиски средства во јавните обвинителства, односно во јавното обвинителство, за да може да во полн капацитет ја извршува својата улога и да видиме нели попродуктивно јавно обвинителство. Поради немањето доволно финансиски средства и човечки ресурси, работата на обвинителството е успорена, оценува Петровска. Во ревизорскиот извештај се препорачува зајакнување на кадровскиот капацитет со јавни обвинители и јавно обвинителски службеници. До одреден степен работата нивна е спора. Би требало да се унапредат нивните капацитети, како човечки, не зборувам само јавно обвинителски во овој момент, зборувам и за оној помошнички јавно обвинителски човечки капацитет, значи стручни соработници во јавното обвинителство. Впрочем, пандан на она што го гледавме во допред известно време во специјалното јавно обвинителство, имавме мал број релативно на обвинители, меѓутоа многу голем број на пропратен кадар кој што помагаше во работата и затоа и имаше таков перформанс како што имаше.
Неопходно е зголемување на човечките ресурси во обвинителствата и алокацијата на соодветни финансиски средства од страна на државата како би можеле да функционираат јавните обвинителства. Ревизорскиот извештај исто така покажува дека јавните обвинители немаат основни услови за работа. Голем дел од нив не располагаат со материјално-технички ресурси, опрема и просторно сместување на јавните обвинителства. И денеска обвинителствата се судираат со навистина апсурдни ситуации во кои што немаат доволно тонер или хартија за работа, што е навистина, како да кажам, елементарен услов за работа на, да речеме, на обвинителствата, за да можат да се пофалат со поголем перформанс и да го обслужат она за кое што функционираат. Формирањето на истражните центри, кои треба да ја подобрат комуникацијата помеѓу јавните обвинителства и другите надлежни институции, требало да се формира до 2018 година, но тие и денес не функционираат. Би ги земала за пример јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кое што уште во текот на минатата година мислам дека беше во процес на спроведување на интервјуа за ангажирање на лица за истражните центри, меѓутоа тие се уште не профункционираат таму и мислам дека работат со еден евентуално истражен центар што не е капацитетот соодветен за работењето. Петровска оценува дека со Законот за јавно обвинителство намерите биле добри за да се постигне подобро ниво на работење, но останува да се види како законот ќе биде имплементиран во пракса. Господин Нацевски, добар ден, благодарам што сте дел од нашата емисија. Добар ден, благодарам што имаме повторно можност да контактираме и да размениме мислење во врска со работата на Државниот завод за ревизија. Последниот пат кога се видовме, тоа беше на почетокот на вашиот мандат, само што бевте назначен на функцијата. Мора да забележиме дека заводот е прилично активен во својата работа, објавувате постојано ревизорски извештаи, институциите се предмет на работа на вашите ревизори. Објаснете ни како се снаоѓате во време на пандемија и како ви успева да се ги вршите врските со оглед на кризата. Морам да напоменам дека навистина отежното е работењето во Државниот завод за ревизија, впрочем во сите јавни институции, во приватните правни субјекти, секако дека наоѓаме начин да се справуваме со целокупната состојба. Сепак се должи на она што значи насоќено преземање на потребните мерки за заштита на здравјето на вработените во Државниот завод за ревизија, меѓутоа како и да е, нам со закон делегираните надлежности мора да ги извршуваме без разлика дали се наоѓаме во военна состојба. Во овој период, како што рековте, навистина се наоѓаме во период на постојана активност, каде што степенот на конечност на одредени ревизорски извештаи согласно годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година дојде при крај, така да еве заклучно со пред 2-3 дена објавен последниот ревизорски извештај од годишна програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2019 година. Што е тоа што се должи на помасовната појава или присутност на Државниот завод за ревизија во медиумите е во суштина менувањето на пристапот во работењето на Државниот завод за ревизија. Ако во преходниот период чекавме медиумите или сите засегнати страни да сами ја посетат веб страната на Државниот завод за ревизија да проверат дали има одредена промена, одредени информации или објавен одреден конечен ревизорски извештај. Со моето доаѓање таквиот пристап е сменет, направивме журирање на сите засегнати страни и во овој момент бројот на засегнатите страни, односно новинари, потоа телевизии, невладини организации кои што се занимаваат со истражувачко новинарство и така натаму, изнесува некаде околу 180 субјекти. Тие 180 субјекти се постојан таргет на Државниот завод за ревизија и секогаш кога објавуваме конечен ревизорски извештај заедно со една новина која што си жели е абстракт од самиот конечен ревизорски извештај, го дослуваме до сите тие 180 засегнати страни, во суштина ги известуваме. Да, факт е дека сте поприсутни, дека ве има во јавноста, дека вашите извештаи допираат до повеќе сегменти. Меѓутоа, дали е тоа доволно? Како вие гледате вашата улога од аспект на не само детекција на ненаменско и неправилно трошење на јавните пари, туку и аларм на некој начин до другите соодветни институции кои што треба да реагираат?
секако дека може повеќе да се направи, но чувствувајќи го сепак живееме во соодветно контролно обкружување какво што е, чувствувајќи дека има потреба дополнително притисок од јавноста во однос на она што значи зголемување на ефектот од работењето на Државниот завод за ревизија. Пред неколку месеци е донесена новата комуникацијска стратегија на Државниот завод за ревизија со помош од британската амбасада, каде што се утврдени насоките и начинот на комуницирање на Државниот завод за ревизија со сите засегнати страни. Владата на нашата држава донесе серија на заклучоци во кои што го задолжува Бирото за јавни набавки да го олесни и да го подобри начинот на пристап на информации до сите засегнати страни, вклучувајќи соодветни невладени организации кои што се занимаваат со истражување за начинот на користење на јавните средства. Да, тука загриженоста беше во насока на тоа дека во време на криза можеби има простор за злоупотреби, итни набавки, дека треба повеќе да се мониторира и слично. Кој е вашиот впечаток воопшто за спроведувањето на јавните набавки во време на пандемијата? Видете, се работи за перцепција. Постојано зборувам дека треба нашата перцепција да ја менуваме и дека не можеме да кажуваме дека секогаш постои корупција или дека не можеме секогаш да веруваме дека сите здравствени работници не се соодветни и несоодветно извршуваат својата функција. Да избегнеме генерализации. Да, значи не можеме генерално да зборуваме, бидејќи секогаш треба да зборуваме со факти и со докази, бидејќи тоа е основната наша ревизорска активност и алатка. Не е утврдена состава доколку ревизорот не обезбеди соодветни докази. Така и ние како граѓани не можеме да се впуштаме само во генерализирање на составите и констатација дека постојано имаме корупција, се е коруптивно или не се лошо се извршува. Значи мора да имаме докази, да констатираме дека тоа не е така и тогаш би можеле да се согласиме да ова навистина не чини или ова е несоодветно. Меѓутоа дека има потреба да даваме и да предлагаме одредени идеи и насоки за начинот на подобрување на начинот на користење на средствата, подобрување на транспарентноста за прибирањето на средствата и давање на повратни информации за јавноста, секако дека има простор секогаш за подобрување. И знаете, во услови кога се наоѓате во една пандемија, секогаш прво се мисли на здравјето на населението, а потоа се мисли на известувањето. Меѓутоа сепак со зголемување на професионалноста, вештините и знаењето на јавната администрација, верувам дека ќе се зголеми и отчетноста во начинот на користење на средствата, бидејќи сепак еве денеска проверив дека Министерството за здравство има добиено вкупно средство околу 2 милиона евра, што сепак не е за подценување и сепак сметам дека сосема се во ред донесените заклучоци за зголемување на транспарентноста и сосема е во ред очекување на јавноста на сите засегнати страни во очекувањето дека треба да имаме поголема отчетност во делот на користењето на средствата во услови на пандемија, се со цел за менување на перцепцијата дека еве сега е моментот да се направи некоја коруптивна сделка. Да, мора да се има увид, граѓаните да имаат на некаков начин увид како се трошат нивните пари. Апсолутно. Велиме дека не треба да генерализираме, меѓутоа сепак ќе ве прашам за една поопшта оценка. Можете ли на некаков начин да направите, да донесете заклучок кои се оние главни прекршоци или прекршувања на кои што ги детектирате во однос на работата на државните институции? Ценејќи ја мојата 18 годишна професионално искуство во делот на ревизијата, бидејќи и преходна работа во Државниот завод за ревизија како ревизор, а потоа помошник главен државен ревизор, од институција до институција имаме различни пристапи и различни утврдени состави, меѓутоа генерално тоа се однесува во делот на она што значи начинот на користење во доделувањето на договорите за јавни набавки, потоа начинот на евидентирањето на трансакциите во деловните книги, кај одреден дел на субјектот и она што значи начинот на управување со имотот, односно со средствата и недвижниот имот кои што одредени институции го имаат на располагање. Тоа е во суштина генерален проблем во јавните здравствени установи и во делот јавниот сектор е во делот на отсуството на донесени статути, отсуство на донесени акти за организација и систематизација, кое што во суштина предизвикува одредена системска слабост, односно неусогласеност на законот за вработени во јавниот сектор со законот за здравствена заштита, и тука се наоѓаме во еден затворен круг во кој што се до расчистување на таквата состојба не може да се надмине таква утврдена состојба.
Еве ја користам приликата да упатам апел до сите надлежни органи во извршната законодавната власт дека мора да се размислува во делот на она што значи законски акти кои што го редуваат делот на плати и наградувањето на вработените во јавната администрација, бидејќи не може да генерализираме она што значи администрација на централно ниво, администрација на локално ниво и внатре помеѓу локалното ниво. Не може раководителот на сектор во градот Скопје да биде поеднакво вреднован со раководителот на сектор во единица на локална самоуправа со 3000 жители, или пак не може да биде еднакво вредуван вработен во Државен завод за ревизија со одредено регулаторно тело, каде што тој да на пример придонесува во буџетот на државата со својот труд да донесе 2 до 3 буџети на Државниот завод за ревизија во буџетот на Република Северна Македонија. Значи мора да размислуваме во делот на реформа на јавната администрација, во делот на реформа на законските акти, уредувањето на системот на плати и уредувањето на системот на наградување. Мора да направиме разноликост во начинот на постапување, бидејќи отсуството на можност за наградување на успешните административни службеници или даватели на услуги во јавниот сектор од оние кои што се понеуспешни доведува до урамниловка, во која што во суштина оној што е успешен демотивира и оној што на вистина се вложи во својата работа останува да не може да биде награден. Значи тука ако можам да заклучам, главните забелешки се сепак административни, дека тука треба фокусот да биде во професионализација и да се размрдаат нештата на некој начин во јавната администрација. Од следната тема, која што во суштина и она што е предмет на денешната дискусија, правосудниот систем и администрацијата во правосудниот систем, секој ќе забележиме дека мора да се размрдат одредени работи, мора да се направи реформа во јавната администрација, во која што правејќи таа реформа во јавната администрација, секој ќе биде офатен системот на плати и системот на наградување, бидејќи без наградување, без соодветен систем на вреднување на вложениот труд на вработените, не може да обезбедиме квалитетни и успешни вработени кои што ќе останат во јавниот сектор. Знаете дека фокус на оваа емисија сепак е судската власт и капацитетите и во судската власт и во јавните обвинителства како основни клетки од каде треба реформите во правосудниот систем да почнат. Како вие гледате позицијата на судството, на едно независно професионално судство кое што би требало да има во демократско општество и визави демократијата како процес и визави вашата работа, затоа што на крај вашата работа ефектот се вкрстува токму во несудските лавиринти? Видете, нашата работа е сосема поврзана и со јавното обвинителство и со судската власт. И горд сум што во преходниот период колегите направија 2 ревизорски извештаи кои што се однесуваат ревизиона согласност на институционалните капацитети на судската власт и на јавно-обвинителската служба. Тие ревизорски извештаи побудија доста интерес во јавноста. Она што е успех за самите ревизори, каде што и за двата ревизорски извештаи немаме забелешки од субјектите предмет на ревизија. Самиот јавен обвинител кажа дека целокупната работа на ревизорите крајно професионална, дека се она што е наведено во ревизорскиот извештај точно и соодветно детектирано, изрази голема благодарност и воедно кажа дека во суштина се согласува со сите утврдени состојби од страна на ревизијата и дека како резултат на тоа нема поднесено забелешки на нацрт извештајот. Па и во нивна корист е да се подобрат нештата и да функционираат, да имаат обврзани раце обвинителите. Иста таква состојба е и со ревизорскиот извештај за судската власт, каде што немаме забелешки по потврдениот конечен извештај, односно по нацрт извештајот. Тоа значи дека сите утврдени состојби во ревизорскиот извештај се точни и вредостојни и врз основа на тоа можеме да заклучиме дека сме завршиле една добра работа, односно самите ревизори вработени во Државниот завод за ревизија си ја завршија добро и професионална работата. Таквите ревизорски извештаи представуваат добра основа извршната власт и законодателната власт да посветат малку повеќе внимание во делот на она што значи обезбедување на соодветни услови. Кога зборуваме за соодветни услови, зборуваме на финансиски средства, технички средства, опрема, сместувачки капацитети, односно простор за сместување и човечки ресурси како неминуен фактор за имплементација на се она што значи законодавство од областа на
судството или законодавство од областа на јавното обвинителство за гонење на организираниот криминал или за спречување на корупцијата. Без обезбедување на соодветни услови за работење на овие институции на судската власт и на јавното обвинителство, не можеме да очекуваме дека ќе имаме резултати во борбата против корупцијата или во борбата против организираниот криминал. Тука доаѓаме до една друга категорија, наречена политичка воља, која што за жал не е предмет на ревизија. Ние сме професионалци и не би сакале да се занимаваме со политичката желба. Наше е да укажуваме на потребата, се она што недостасува, се она што треба да се менува, се она што треба да се преземе надлежните органи, преточени во дадени препораки во конечните ревизорски извештаи и секако со јавноста и со надлежните органи во соработка со истите, веруваме дека ќе преземат потребни мерки и активности да се создадат потребните услови за нормално функционирање и на судството и на јавното обвинителство, за да имаме ефект не само за она што значи владење на правото, него да имаме ефект и по утврдените состави од страна на конечните ревизорски извештаи, односно утврдените состави од страна на Државниот завод за ревизија. Ви благодарам многу за интервјуто, се гледаме сигурно повторно Благодарам и вам. Јуни. Благодарам и вам. Скоро 7 од 10 испитаници, жители на ЕУ, односно 69%, посакуваат поголема улога на Унијата во борбата против корона кризата. Покажуваат резултатите од едно истражување спроведено за Европскиот парламент кон крајот на месец април 2020 година. Иако 74% од граѓаните се изјасниле дека слушнале за мерките и активностите предложени од Европската Унија како одговор на пандемијата, само 42% засега се задоволни од нив. Резултатите од истражувањето покажуваат дека поголем дел од граѓаните, односно 58%, откако почнала кризата, се соочиле со финансиски потешкоти. Финансиските потешкоти вклучувале загуба на приходи, невработеност или делумна невработеност, користење на личните заштити пред планираното, проблеми со плаќањето на наемнини, сметки или кредити и обезбедување квалитетни оброци. Поради финансиските потешкоти, 1 од 10 граѓани финансиска помош побарале од роднини или пријатели, а на 3% им се заканувало финансиски банкрот. Буџетските приоритети за 2021 година треба да ги ублажат ефектите од пандемијата на коронавирус и да поддржат обнова, која ќе се потпира врз зелениот договор и дигиталната трансформација, сметаат европратениците членови на Комитетот за буџет при Европскиот парламент. Приоритетите на европратениците за буџетот на ЕУ за следната година во предлог буџетските насоки се продолжување со амбицијата за постигнување климатска неутралност од 2050 година, зголемување на истражувањата финансирани од ЕУ било во врска со COVID-19 или климатски цели, како и зголемување на поддршката за малите и средни предпријатија со фокус на дигитална трансформација на истите. Дополнително, Комитетот за буџет предлага обезбедување на соодветно ниво на ресурси во буџетот за справување со зголемениот миграцијски притисок, како и поддршка на трети држави од кои потекнуваат миграцијските текови. Инаку предлог буџетските насоки се првиот документ на парламентот, односно Комитетот за буџет, за време на годинешната буџетска процедура и со него се определуваат очекувањата на парламентот кои Европската комисија треба да ги земе во предвид при подготовката на предлог буџетот на ЕУ за следната година. 34,2% од лицата на возраст од 30 до 34 години кои мигрирале во некоја од државите членки на Европската Унија, а се родени надвор од неа, имале завршено терциерно образование. Ова го покажуваат последно објавените податоци на Статистичката агенција на Европската Унија, а кои се однесуваат за 2019 година. Помеѓу државите членки на ЕУ за кои се достапни податоци, во Естонија 73,6% од лицата на возраст од 30 до 34 години кои таму мигрирале, а се родени надвор од ЕУ, имале завршено терциерно образование. Во Ирска овој удел бил 71,1%, а во Луксембург 61,4%. На другата страна на скалата, во Италија само 14,5%, односно во Грција 15,2% од лицата на возраст од 30 до 34 години кои мигрирале во овие држави, а се родени надвор од ЕУ, имале завршено терциерно образование. Се проценува дека во Европа има преку 30 милиони лица со целосно или делумно оштетен вид, при што 90% од нив се на возраст над 65 години.
Ако на тоа се додаде и се поизразениот процес на демографско старење на населението, јасно е дека предизвикот е голем. Затоа една иновативна компанија од Германија создаде тактилен појас за да им помогне на лицата со оштетен вид полесно да се ориентираат во околината и да имаат здрав и независен начин на живот. Технологијата се состои од појас на кој се поставени 16 подеднакво распоредени единици кои вибрираат, дизајнирани да му дадат вибрацијски повратни информации на корисникот на појасот и да му помогнат да ја разбере насоката по која треба да се движи. Преку специјално развиена апликација, иновативниот појас безжично се поврзува со мобилен телефон, па така корисникот на појасот може на едноставен начин преку мобилен телефон да ја каже гласовно саканата дестинација и вибрацијските сигнали на појасот ќе му помогнат да стигне таму безбедно. Иновативниот појас може да се користи најмалку 8 часа со едно полнење на батеријата. Малата тежина и еластичните материјали од кои е изработен обезбедуваат максимална удобност при користење на појасот. Со нова тема се гледаме следната среда на истата фреквенција и во истиот термин. Вие продолжете да ги следите препораките на надлежните и чувајте се и себе и другите. Се гледаме.